Егејцима приговарају да нису потражили своја права на грчким судовима, што е предувјет за обраќање више инстанци, суду у Страсбуру. Мали број оштечених, меđутим, уопće може уći у Грчку, а камоли доći на тамошни суд. Бидејќи нам Грција не ни е достапна, има расистички закони донесено и она е дистанцирана од нас, Страсбург треба сега тој момент да го има предвид и да каже да, они бараат од вас, ама вие не им одговарате ни писмено, никако, према тоа не можат они да имат документ па да се јават во Страсбург. На споменик у надомак планине Пелистер, на самој грчко-македонској граници, меѓу борцima палима за грчку домовину 1940. презиме Грујос, македонски Груевски. Риеч е о дједу данашњега македонскog премиера, кој е недавно, први пут службено, од грчког колеге Караманлиса, такоđer подријетлом из Егејске Македонije, затражио признавање македонске мањине у Грчкој, те поврат имовине етничких македонаца прогнаних из Грчке. Точно е дека јас имам корени од таму, дека мојот татко е роден и е дел од тие деца беговци, меѓутоа ние не сме заинтересирани, јас јавно кажав, доколку Грција тоа го направи и ги врати имотите, ние ќе се откажеме од нашиот имот. У одштетним захтевима за квадрат стамбене површине избегли егејци траже 80 евра, за обрадиву површину, ливаду или шуму 50. Наводно е досад поднесено више од 4000 одштетних захтева. Еден навистина има 176 милиони еден. И ми објасни, вика, немај да се чудиш, бидејќи дедо ми беше во Америка, секој доаѓање купуваше земја во Костурско, купи неколку згради во Солун и купи земја на море. Од Грка, поручуju егејци, не траже исплачивање одштете за све. Доволно е вратити људима нjihovu imovinu. И данас они не могу уći u Grčku с особним документима на којима су као мјесто роđenja наведени македонски топоними. Во мојот пасош не пишува кај сум роден, него само Грција ми стои. Меѓутоа сепак тоа е еден компромис и јас одам. И гледам дека и грчките власти не прават проблем сега. Кај одиш, зошто одиш. Εμείς παραμένουμε ήρεμοι και ψύχρεμοι, παρακολουθούμε τις κινήσεις των Σκοπίων και η θέση μας είναι ξεκάθαρη, είναι πεντακάθαρη. Εάν συνεχίσουν την ίδια πολιτική, δεν θα μπορέσουν ποτέ να μπουν ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ако продолжи изолацијата, тоа ќе им доведе до безбедносни прашања, не безбедносни прашања во смисла ќе се деси овде рат или промена граница, но мислам дека ќе се меко федерализираме. Ја мислам дека само оние кои испод просека имат интелигенција па да не знаат точно што се последиците на нашето останување надвор од меанизмите на НАТО. Знаете, НАТО не значи само безбедносен сегмент за Република Македонија, иако тоа исто и многу важно. Реално Македонија без НАТО и нема шанси економски да се развие. Тоа се покаже на сите држави од бившиот социализам, дека со влегувањето во НАТО се удвостручи, утростручи и учетвростручи странските инвестиции. Така што Македонија нема шанси економски да се развие без НАТО. По индекс на апсолутен индекс на сиромаштија, Македонија прв пат доживеа да биде позади Албанија, што е незамисливо за нас, мислам. Овде релативно добро се живее затоа што има приход од скоро милиарда евра во кеш од гастарбајтерите, што македонски, што албански, и затоа тоа не изгледа толку драматично колку што вистински е. Европарламентарци су позвали на укидање виза за граѓане Македонije до краја ове године. Влада у Скопју htjela би на јесен, након 5 година чекања, напокон добити и датум почетка преговора с Бриселом, али не буде ли рješenje у спору око имена, Грци ќе ту и дале бити неумолјиви. Да постои алтернативен концепт кој што ќе овозможи трајна стабилност и развој на нашата земја. Ако тоа го имаме во предвид, тогаш е сосема јасно дека треба да се обидеме да дојдеме до компромис со кој што ќе го симнеме ова прашање од дневен ред. Дали на крајот ќе успееме, тоа не зависи само од нас. Објективно, во Европска Унија, додека Европска Унија не расчисти до каде се нејзините географски граници, ние ќе тапкаме овде во место. А втора работа е двата датуми за кои знаеме и австриската министерка Пласник уште пред
кога преседаваше пред известно време, ги кажа за Балканот, значи без Хрватска, за остатокот од Западен Балкан, беа 2013 и 2018 за кога веројатно пакетот на Европска Унија во врска со проблемите на Балканот ќе биде затворен. Нови круг преговора у спору око имена неќе се одржати прije грчких избора за Европарламент у липњу. Сега дојдовме во ситуација кога на денешна анкета во Македонија 97% од македонците се против било каква промена на името. Given the fact that we are for almost 30 years now a member of the European Union and that we have understood what is the essence of cooperation, and some of our neighbors have also understood what is the essence of cooperation. The average Greek person, including myself, we think that a honorable compromise is due. Vladu nekadašnjeg premijera Georgijevskog Makedonci će pamtiti i po milenijskom križu koji dominira iznad Skoplja. Aktualna desna vlada gradit će očito sama sebi spomenik podizanjem kipa Aleksandra Makedonskog visokog 30 metara. 2/3 Skoplja za to vrijeme i dalje nema oborinsku kanalizaciju. Malo južnije niz Vardar, moderni Heleni na početku 21. stoljeća brane antički mit od najezde slavenskih barbara sa sjevera. Ne priznaju pritom pravo na različitost onih koji su generacijama gradili modernu Grčku. Na strani Atene dva su jaka, neoboriva aduta, makedonsko članstvo u Europskoj uniji i NATO-u. Kako će Makedonija izaći iz klopke? O izgledima Makedonije da ostvari svoj cilj i postane punopravna članica Evropske unije, kao i ostalih država na području bivše Jugoslavije, razgovaramo sa politologom doktorom Dejanom Jovićem. Doktor Jović je profesor na sveučilištu Stirling u Škotskoj, a bavi se upravo tim područjem. Doktore Jović, dobar dan. Dobar dan. Kakvi su prema vašem mišljenju izgledi Makedonije da u doglednoj budućnosti postane punopravna članica Evropske unije? Makedonija je, kao što znate, kandidatska zemlja, međutim to samo po sebi ne znači puno. Imamo kandidatskih zemalja koje čekaju veoma dugo i čak iz razloga koji nisu sasvim jasni ili nije ih lako objasniti. Makedonija se nažalost suočava sa sporom sa susjednom Grčkom koji još uvijek traje i u tom slučaju također slično kao i u slučaju Slovenije vidimo da zapravo bilateralni odnosi imaju ogromnog značaja zapravo za samu budućnost Evropske unije. Zemlje koje su trenutno u Evropskoj uniji vrlo često koriste kandidatski proces, naročito susjednih zemalja, da bi postigle svoje bilateralne ciljeve, čak na neki način ogromnim pritiskom, čak i onda kada zato ne postoji nikakvo značajno raspoloženje u ostatku međunarodne zajednice. Makedonija je međutim učinila nekoliko strateških pogrešaka u svom odnosu prema Grčkoj. Između ostaloga, ona sada zapravo se vraća u jednu nacionalističku retoriku, obnavlja pitanje identiteta Makedonije i čak na neki način provokativno ističe simbole koje također i Grci ističu kao svoje. Bez toga se naravno moglo, kao što se moglo i 1991. i 1992. godine bez one znamenite preambule Ustava u kome je makedonska država opisana kao makedonska nacionalna država svih Makedonaca, koja ima za cilj ujedinjenje svih Makedonaca, dakle i onih koji žive u Grčkoj i u Bugarskoj. Bez obzira na to, međutim, meni se čini da Grčkoj ne prijeti apsolutno nikakva prijetnja od Makedonije. Grčka je članica NATO-a i Europske unije i ne vidim ni na koji način da bi mogla biti ugrožena od jedne male zemlje bez ikakvog oružja i bez ikakve stvarne mogućnosti zapravo da je ugrozi. Prema tome, čini mi se da su s obje strane učinjene prilične greške i da će Makedonija još dugo zbog toga čekati na punopravno članstvo u Europskoj uniji.